Младите не сакаат да се занимаваат со чистење на оџаци затоа што ова е стресна, тешка и валкана работа. Луѓето кои што се занимаваат со оваа работа се многу ретки, што значи дека професијата изумира. Луѓето што ја работат оваа професија велат дека она што ги демотивира младите е тоа што има работа само неколку месеци, а заработката е мала. Цената зависела од оџакот. Има оџаци кои не се чистени по 40 години и услугата може да чини од 500-600 па се до 1500 денари. Редовното чистење на оџаците е добро за заштита од пожари. Од оваа работа не може да се живее, но може да се обезбедат дополнителни приходи за потполнување на домашниот буџет. Градот Скопје, за да ја заживее оваа професија, спроведува обуки за оџачари, кои ја најде на многу слаб интерес. Пријавени се само 15 кандидати кои ја посетуваат обуката. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, ги посети кандидатите и им порача дека оџачарството е исплатлив бизнис, со тоа што нагласи дека по 15 септември, кога ќе им заврши обуката и ќе добијат сертификат за оџачари, ќе објави субвенционирање за чистење оџаци. За таа намена градот ќе одвои 10 милиони денари. Чистењето на оџаците го намалува загадувањето на воздухот за 30 до 40% и значително ја намалува потрошувачката на огревно дрво и пелети. Во Скопје има околу 140.000 оџаци и само 20 на оџачари. Во Скопје некогаш функционирало предпријатието Оџачар, во кое работеле околу 100 оџачари. Денеска работат само 2 регистрирани оџачарски сервиси со 10 оџачари. Професијата оџачар е дефицитарна и низ цела Македонија. Тие кои се занимаваат со неа се веќе во поодминати години. Некои го презеле занаетот од своите најблиски, а други сватиле дека сега тоа може да биде добар бизнис. Занаетот е стар колку и човештвото. Се кажува дека порано децата кои ги викале шегрти, ги спуштале во оџаците и ги чистеле со гребење. Постепено занаетот се развивал и се усовршувал. Во Европа најпрво се развил во Италија и оттаму се шири, а како професија датира од 20-тите години од минатиот век. Класичното чистење на оџакот може секој да го прави и самиот домаќин може да ги исчисти. Но не е само тоа. Најважната работа на оџачарот е да му даде совет на домаќинот што му е проблемот. Дали има пукнатини, дали има ризичен оџак, дали треба да се руши или треба да се санира.